Во изминативе 28 години независна држава, постојано имаме некои миленици бизнисмени на власта, дали тоа биле олигарци на СДСМ или на ВМРО-ДПМН, меѓутоа има и бизнисмени кои се премачкани со сите бои, па вешто се пристројуваат во другите редови кога ќе се смени власта. Во кои спаѓате вие? Прво, ја би рекол, има и премачкани, точно вие вашиот коментар и да речем медицински диагностика за тие двете групи, ја би ставил и трета, кои не се премачкани со ниедна боја, а пливаат затоа што се чисти, честни и немаат хипотека. Немаат земено кредит ни од една претходна власт, па да го враќаат на ова или после да се задужуваат, па и кога ќе дојдат да дават и камата затезна. Тоа го малку по, како да кажам, транспарентно прикажувам, со онака лингвинистички, бидејќи тие луѓе немаат потреба. Јас сам 100 пати рекол до сега, на способните не им треба монопол. Вие спаѓате во тие? Па јас не викам, нека каже вашата публика конкуренцијата. Јас секој пат велам дека конкуренцијата е дел на мојот успех. И кога ја отварате првата аптека? Во која? Првата аптека јас ја отварам 92 година на 7 април, на денот на здравието, имаше саем. Тој саем го отвори Киро Гligorov и Киро Гligorov како премиер учествуваше на отварањето на првата приватна апотека во екс-југословенски простори. Добро. Сега да ве прашам во однос на приватизацијата. Вие споменавте дека е криминална. Од овој аспект сега, ако се навраќате на назад, дали Бранко беше крив за таа криминална Па не, приватизација? да се разберем. Ја не знам зошто секој пат ги премиерите на било која актуелна влада критикуваат. По оние Прајс, она министер, он е прв. Другите се она втори министер. Значи владата како комплет е била, бидејќи знаете зашто? Експертната влада имаше рамнотежа, имаше баланс, а сега во секоја актуелна влада која ќе да биде актуелна, она одма се поларизира. И секоја влада доди до улога, бара да писмени полтрони играат пред неписмени шефови. Од постојањето на Македонија до сега таа доктрина спроведена. Каква позиција имавте вие за време на владењето на Никола Груевски? Како го оценувате неговото владење? Дали бевте меѓу омилените бизнисмени? Не, во никоја влада не сум бил. И за време на Бранко Црвенковски беше му омилен реплик. Се знае. Мене секоја година ми правеше уши гинеколошки преглед, на мене не врши. Не потекло ни имовина, по 2 пати, не финансови, не трудови, не санитарни. Сите инспекции мислат дека, а јас ќе ми кажа фирми сега, да се разбереме, некои има фирми кои воопшто од постојањето по 25 години инспекција не открив. Тие се знаат. А ја да се разбереме за време на Груевски, јас прво да се разбереме, Груевски имал најлошо однесување према мене. Зошто? Па јас ниеден тендер не сум добил за него време. Ве оценували? Ве барали пари? Види, кај мене... Мито за некој тендер? Види се, не. Видите, јас прво не сум дозволил, јас не сум играч таков, никој пат. Еве, можам да речем, они правеле атмосфера од далеко, де вака, али конкретно нема таков. Викале дека Мијалков влего во тоа, во Зегин, она се нема врска. Ниеден мојбет ја не сум имал на таа тема. Колку сте богат? Не се богат колку тие што мислат. Јас прво едно сека, јас немам на моје конто динар. Тоа го знаат сите. Моите се сите го и тие што работат, знаат дека сите моите пари се во инвестиции. Вие на што ги трошите парите? Во што уживате? Во инвестиции, не. Прво глед. За себе збор? Не, за мене. Ја прво, например... Дали сакате Луи Витон да се облечете? Не, тоа, нема се коста. Па, наједноставно, види вака. Јас сакам да сум чисто облечен, бидејќи мојата професија бара прво чисточа. И да бидам онака педантен, складно облечен, дали ме разбираше ме, заради сепак презентирам една дејност, тоа е здравството. Добро, и во што ги вложувате вашите пари? Не, дозволите, само ви кажам, само сум еднаш бил на годишен одмор со фамилијата. Само еднаш. На Тасос. И тоа време може да гледа, мислам, гувернерот Лупчо Трпевски.
отидоа, пошто неговата жена, мојата покойна жена, беа другарки, комши, и така, ајде, чудиме со децата. Јас отидов 3 дена и дигнав температура. На мене беше глупо да марш вака, да речем, на Беровска се изразим, на 30 години, тамо 31, цял ден, 24 сата да лежи и глупо да размисля на плаж. Това не може да го сварам. Јас дигнав температура и јас викам, еве седете, ја ќе да веземам. Од тоа што не сум бил еден ден на одмор. Како вие, како бизнисмен, гледате на бизнис климата и воопшто дали може ние да станеме на вистински правна држава и да се справиме со криминалот и со корупцијата, бидејќи тоа ни е првиот и единствен предуслов за да се приклучиме кон Европа? Видите, вака, еден, ќе кажеме вака еден компаративен опис на тоа што го прашувате. Точно е дека корумптивноста од почеток до сега е белег на секоја влада. Знаете зашто? Прво, политичарите кај нас на долга стаза не се минуваат и кои се корумпирани. Исто така и актерите и криминалните, да речем, бизнисмени кои се тие исто така се актуелни во секој става, што реков, тие пливаат. Што значи дека тие кримогени, политичари, тие се рентекар на криминално бизнис елитата оздоле, а во исто време и која дое актуелна власт ги рентира па тие криминалци. Дали во Македонија има фармацевска мафија и дали вие сте биле дел од неа? Се препознавам во неа. Тоа питам, да? Ја не. Ве прашувам вас, дали сте вие дел од таа фармација и дали постои? Не, бидејќи видите вака. Видите, идете го фондот кој дава годишно 70 милиона до 100 милиона тендерска роба. Видите, од почеток до сега, ќе ги наброите, по тоа ќе откриете. Еве ви сте со истражувачки. Идете, видите, еве ви дам, дали ќе го сретнете Зегин тамо или некој други компанија. А сега тоа го зборите за сега во актуелниот момент. Не, од тогаш не. Дали во времето можеби на ВМРО сте добро сте котирале? Не, ама чекај, кој тендер сум добил? Јас сум добро котирал во која, што да не ми дадоа тендер некој? Хајде да видиме за време на ВМРО кој ги доби највеќе? Пановски. А сега? Како? Сега пак Пановски. Силјан Мицевски. Во сите влади. Тоа се рентекар. Значи, и политичката елита власт ги рентира истите носители на тие, да речем, недозволени правила, кои ги преносат од една влада до другата и така, каскадно се иде до секоја наредна влада. Па да се вратиме на првото прашање, значи секоја влада има своји омилени олигарси, кои некои се премачкани во сите бои, некои се нивни. И сега прашањето ми е како вие го оценувате владењето на премиерот Зоран Заев? Видите, премиерот на Зоран Заев многу обеча, а јас не знам од кои причини. Јас пак еднаш речем, не сум политичар, али на Зоран Заев, како и на другите, му ги определуваат пријателите, неговите советници и непријателите. Он тука по моје. Ја некој пат не сум дозволил мој соработник да ми оддели кој ќе ми биде пријател и кој ќе ми биде непријател. Јас го примам неговиот совет, мислам, како совет, али не одлучува мојата, разбираше ме, од определба. Тоа е не само во нашата пракса досега, мислам, од осамотувањето на Македонија, тоа е. Значи да резимираме, има добри намери, ама ево лошо друштво. Па, така рече. Добро. И некој пат и да не си таков, с ким си, такав си, ми кажат србите. Господине Механџиски, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и јас. Јас секој пат гласно размислувам. Во сите сфери сум бил, да се разбереме, не сакам да се злоупотребуваат, пак велам, термините и да се лепат на било кој. За се нешто треба да постои факт и доказ.